Дали го губиме омилениот десерт? Затоа што чоколадната индустрија моментално минува низ најголемата криза досега. Сегашната побарувачка за чоколадо далеку ја надминува достапната понуда на какао, што доведува до рекордна цена по тон какао на светскиот пазар. Скокот на цените е предизвикан од намалувањето на производството на африканските производители во поглед на климатските промени. Какаото се одгледува во тесниот појас на екваторот, кој се карактеризира со влажна и топла клима. Тешка суша го погоди западноафриканскиот регион од февруари оваа година, соборувајќи рекорди во земји како брегот на слоновата коска и Гана. Овие земји извезуваат 2/3 од какаото во светот. Екстремните климатски фактори создаваат габични инфекции на зрната какао, кои ги уништуваат и ја зголемуваат нивната цена за понатамошни култури. Пазарот е високо регулиран. Трговците и преработувачите купуваат зрна од локалните трговци дури една година однапред. Меѓутоа, во ситуации на недостиг како оваа, системот целосно пропаѓа. До почетокот на февруари цените на пазарот на какао беа 5000 евра за тон, што е највисока од 1977 година. Но денес таа бројка е над 9000 евра, што значи дека цените се тројно зголемени во однос на тоа како било пред 10 години. Најголемиот товар од овие осцилации го чувствуваат фармерите на какао. Се проценува дека близу 2 милиона земјоделци во западноафриканскиот појас ќе имаат големи проблеми со поголемиот дел од нивниот приход. Голем број компании веќе најавија поскапување на нивните производи во текот на целата година, што секако ќе се одрази на балканскиот пазар. Па дали колку и да раснат цените, ќе продолжите да го купувате едно од омилените слатки задоволства?